Ова е реплика, морам да кажам, бидејќи се изнесоа сензитивни работи по однос на блокирање на изборот на апелација, во овој момент ја известувам јавноста дека јас, кога седнав на местото на председател на Судски совет, реков штетен договор не подпишувам, бидејќи нема законска причина, основ да се подпише таков договор. Кој подпишувал пред мене? Тоа воопшто не е важно, но тоа е тема на анализа за кој останатите органи би се занимавале. Јас не подпишувам, но јас, почитуван заменик, а тоа добро го знаете, а не знам зошто го прикривте тој факт, веќе си имам обратено до и премиерот на владата, и вице-премиерот на владата да изнајдат начин, бидејќи е во нивна надлежност. Нема акредитирана агенција и ова морам да го кажам, а можам и пред јавноста да го презентирам, за да не се доведеме во ситуација да се извртуваат фактите. Мене ми е жал што можеби за тие штетни договори некој ќе мора да одговара. Некој ќе мора да одговара. Бидејќи значи, вие нема да ми укажувате, кога бевте на ова место, вие ги водевте седниците, ако се сеќавате, и многу често не ми дававте право за збор. Ова е сензитивна тема и не сакам јавноста да стекне друг печаток, не сакам пред колегите да бидам обвинувана, бидејќи сите колеги знаат што сум превзела да го одблокирам тој процес и сега сум во изчекување на извршната власт да го реши тој проблем. Ви благодарам. Повелете, колега Ивица. Мислам дека со досегашната дискусија излеговме надвор од точката од дневниот ред. Од она што сега го слушаме, дозволете, не ви вдегувајте во збор. Ама не ви дадоја вас збор, јас дадем значи. Дај да се почитуваме. Ќе ви дадеме почитувана колешке полека. Одредени членови добиваат право на збор и облека да зборуваат, а јас никогаш кога кревам рака не ми се дава право на збор. Поред кревајте, а повисоко колешке и ќе ве видиме. Значи можеби сте премногу седнати, во ред ќе ви дадиме. Никогаш не се случило да не ви се даде збор. И на крај секогаш ве прашам дали уште некој има нешто да каже. Но тоа останува на совеста. Повелете, колега, сите ќе добиете збор. Ова и како треба да се дискутира, бидејќи веќе во јавноста, не знам после ова што Судски совет, како граѓаните ќе не исперципираат заради ова и заради лични интереси. А не е проблем дали е Весна председател, дали е Павлина, тоа воопшто не е проблем. Ние очигледно, колеги, имаме проблем со изнесување невистините подаци и со поединечниот интегритет на секој од нас. Очигледно зборам. Но повелете, сите ќе дискутираме. Очигледно вашата, вие ги извртувате, исто како што морам ова да укажам. На колегиум жалам што не се снима. Ова што колешката го кажа по однос на писмото, воопшто не е вистина и на вистина ми е жал што сака да се представи и пред меѓународната и пред нашата јавност дека е совесна, бара час поскоро, а многу работи уште денес ги доработувам од старата председателка. Не се успеа тогаш да се имплементира методологијата, сега се успеа. Значи, ве молам, ова не сакам да продолжи, бидејќи меѓучовечките односи се во прашање. Многу сте нервозни, колеги, ви приметувам. Очигледно Весна Дамева треба да се разлеши. На ништо не личи. Ова е страшно. Се смејат од јавноста, пријателите. И со право се смејат. И со право се смејат. Ова не личи на ништо. Треба да се работи, тука ние слушаме. Се занимаваме со